Некако по традиција и оваа година јубилејното 30-то издание на Штипско културно лето официјално ќе го отворат членовите на културно-уметничкото друштво Ристо Донев, учителот од Штип. Токму за овој настап подготовките траат веќе подолг период, а на пробите покрај редовниот репертоар од македонски сплетови на песни и ора подготвуваат уште еден, кој ќе го представат членовите од првата постава. За председателот на културно-уметничкото друштво Ристо Донев, учителот Благој Донев, честа да се настапува прв и на јубилејното издание на Штипско културно лето е голема, а значењето е уште поголемо со тоа што утре вечер ќе се одбележат уште 2 јубилеја на најмладото културно-уметничко друштво на ниво на државата. Па и оваа година, како и неколку претходни, Штипското културно лето го отвараме ние. Оваа година се 2 јубилеја, значи 30 години од Штипско културно лето, 10 самостоен концерт на КУД Ристо Донев, значи буквално самостоен, и 5 години како работиме под името Ристо Донев, учителот, поранешните исарски бисери. Канал Плюс телевизија присуствуваше на една од пробите на членовите од првата постава на културно-уметничкото друштво, кои споделија со нас со што ќе настапуваат на сцената на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов и што за нив значи повторно да настапуваат први на Штипско културно лето. Оваа година го менуваме малку концептот на концертот, така речи ќе ги фрлиме во оган малку по младите категории, значи комплицираните кореографии ќе игра втората постава, ќе ги игра, а првата постава ќе се представи со 2 нови кореографии, источни и преспански, и плюс Копачка и Овче поле. Ќе се представиме со некои игриш кои досега сме играле, Малешевка, Поврдарје, источна како нова кореографија, стандардните игри да малите. Во моментов имаме проба и го вежбаме источна. Тоа е нова кореографија со која што ќе се представиме на овој концерт. Не е тешко. Работиме колективно, заедно, се трудиме сите и успеваме пробите да ни бидат не толку напорни, но повеќе и забавни, и со сето тоа да научиме тоа што треба и да се подготвиме и да се представиме во најдобро светло. Што представува еве за тебе да се биде повторно дел од Штипско културно лето, односно КУД Ристо Донев да го отвори официјално Штипско културно лето? Во неколку наврати имам спомнато дека преголема е честа да бидеш дел од ова културно-уметничко друштво, од ова можам да кажам едно големо семејство. Не е прв пат што настапуваме на Штипско културно лето и што сме во почетокот на програмата на Штипско културно лето. Се надеваме дека ќе имаме доста посетители како и претходните години и дека ќе ги воодушевиме со нашите кореографии. Оваа игра, како што е сега, што ја спремаме источниот дел на Македонија, е малку по-различна од другите игри од ова подрачје, така што ние ќе се представиме пред се со деловите од источниот дел на Македонија, како што кажав, и овде е карактеристично тоа што е малку потешко од женските игри. Овде е застапено подвлечувањата на нозите, тапкањата, високите чекори подоцна и командите на крајот. Поопширно за новиот сплет дознаваме од кореографот Методи Глигоров, кој несебично секојдневно поминува повеќе часови со членовите, поделени во повеќе групи, за концертот да помине во најдобар ред и како и секогаш повторно да ја воодушеват публиката. Кореографијата источна во почетокот е составена од песната Јано Јанке, па потоа машките играат Копачка, префарлачка, Копачка и префарлачка, па доаѓаат женските кои играат Беровка и Ратевка и на крајот е Шопска петорка. Карактеристично за овој предел и за игрите од овој предел е шопското играње на ората. Значи по нацела нога, малце по тешко играње и се разликува од сите делови на Македонија. За секој од сплетовите со кои ќе настапуваат на концертот, членовите ќе бидат облечени во соодветна носија. Инаку, културно-уметничкото друштво Ристо Донев, учителот, располага со голем број на комплетно опремени, оригинални, ретко видени носии, машка и женска, дел од кои се стари повеќе од 1 век. Располагаме со многу голем број на носии, и тоа оригинални носии. Овчеполски, например, имаме некои носи што сте постари од 100 години. За дел од тие носи изедовме и награда на последната средба во Кривогаштани под патронат на Министерство за култура. А иначе носиите ги набавуваме, значи
буквално од секаде, од селата, од некои стари, да не речам, луѓе кои имаат од нивните родители и дел учествуваме со проекти преку Министерството за култура и ги шиеме во Скопје кај луѓе кои шијат исто за танец. Во концертот на културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот утре вечер ќе бидат вклучени сите членови, кои бројат околу 120 и кои на публиката ќе има возможат запознавање со македонската традиција преку ора и песни. Околу 90 минути подоцна, колку што е предвидено да трае концертот, присутните како и секогаш воодушевени ќе ја напуштат националната установа Центар за култура Ацо Шопов, бидејќи сите членови ветуваат враќање во минатото на македонскиот народ.